Почитувани, додека се наоѓаме во екот на борбата со корона епидемијата, пресудно во оваа борба е здравјето на лекарите, медицинските сестри и техничарите. Тоа се тие кои што секојдневно се изложени на ризик од вирусот за сопственото здравје, како и ризик за своите деца и своите семејства. Пресудно во оваа борба е тестирањето на пациентите кои се сомнителни за корона, како и навремено добивање на резултатите. Пресудно е да се набави опрема која е неопходна за третманот на пациентите. Наместо тоа од медиумите се дознава за секојдневни обиди да се набават респиратори, кои се објавуваат, па се раскинуваат и сето тоа внесува голема недоверба кај сите, кај медицинските работници и кај пациентите. Денеска сме сведоци дека Министерството за здравство, наместо да го зголеми бројот на тестовите, ги намалува, а се со цел да се манипулира. Наместо тестирање на пациенти и ризични групи, како што се лекарите и здравствените работници да биде главно оружје во борбата со епидемијата, тие ги користат за да манипулираат со резултатите и тоа се за дневно политичка пресметка. Во оваа пресметка се вклучени сите институции, меѓу кои ДСЗИ, кои наместо да работат за доброто на граѓаните, активно се вклучени да помогнат во политичките дискриминации и девалвации на челници од СДС. Заради тоа бараме веднаш да се разреши директорката на ДСЗИ, Ирина Бухова, која со своето непрофесионално однесување директно е вклучена и директно завзема страна во политичките пресметки на челниците на СДС, а сето тоа на штета на лекарите. За Бухова најлесно е да ги казни лекарите, наместо да ја изнесе вистината за политичката пресметка во која што е втурната. Бараме да се овозможи јавен увид на резултатите од тестирањата, да се престане со манипулација со резултатите од тестирањата, со нивното спроведување и нивното објавување. Бараме да се заштити медицинскиот персонал и здравствениот систем со брзо тестирање на пациентите кои се сомнителни, добивање на навремени резултати. На тој начин ќе може да се задоволи потребата за третманот на пациентите кои што имаат и друга патологија освен корона. Надменоста и неприфаќањето на предлозите само дополнително доведува до нови проблеми. Не можеме долгорочно да се спротиставиме на епидемијата со нови заболени лекари, медицински сестри и болничари. Филипче треба да превземе мерки. Доста беше фиктивна изолација заради средба со една негативна личност. Ви благодарам на вниманието.